Добар ден, почитувани, стартува уште една нова телма амбуланта. Бледото лице, заморот, слабоста се само некои од симптомите што може да укажат на анемија. Тоа е состојба што доведува до намален проток на кислород до органите и ткивата во организмот од белите дробови. Околу 10% од светската популација страда од анемија или пак барем еднаш во животот се соочила со овој проблем. Дури 1/3 од жените во светот имаат анемија, 40% од трудниците се соочуваат со слабокрвност и околу 42% од децата. Зошто се јавува анемијата? Кој тип на анемија е најчест и на каков начин се лекува? За сето ова во детали од разговорот со професор доктор Оливер Карамфилски, субспецијалист по хематологија од Универзитетската клиника за хематологија во Скопје. Ќе погледнеме блок реклами, а веднаш потоа стартува телма амбуланта. За анемијата, односно слабокрвноста, денеска разговараме со професор доктор Оливер Карамфилски, специјалист по интерна, субспецијалист по хематологија од Универзитетската клиника за хематологија во Скопје. Професоре, добар ден. Добар ден, Марија. Добре ни дојдовте во студиото на Телма. Благодарам, сега по задоволство. Задоволството е мое што сте денеска тука и што ќе поразговараме за една актуелна тема, бидејќи околу 10% од светската популација се соочува со овој проблем, односно со слабокрвност. Кој е најверодостоен доказ дека едно лице е слабокрвно? Дефиницијата на анемијата, а тоа значи пониско ниво, односно пониски вредности за нивото на хемоглобинот. Хемоглобинот е основниот параметар. Без да имате снижување, не може да кажете дека има анемија пациент, особено не ако го мерите по серумското железо. Серумско железо е една анализа што се користи за докажување на потеклото или на природата или на мотивот за анемијата. Меѓутоа, ниско железо не значи анемија, низок хемоглобин значи анемија. Значи, доколку нивото на хемоглобин е нормално, а серумското железо е ниско, што значи тоа? Значи дека може да значи дека евентуално ќе развиете анемија, дека сте го искористиле тоа што е резервно железо во организмот. Меѓутоа, по правило, ако пациент нема анемија, нема никаква вредност да се контролира нивото на серумското железо, бидејќи не значи ништо. За нормално ниво на хемоглобин, вредноста на железото не е воопшто важна. Важна е само за анемични пациенти. Така, значи нивото на хемоглобин е клучно, а што е со бројот на црвените крвни клетки? Кај најчестиот тип на слабокрвност, бројот на црвените крвни клетки може да биде сосема нормален. Тие не се намалуваат по број при недостатокот на железо, туку се намалуваат по содржина на хемоглобин. Значи, по број клетките ги има, меѓутоа секој од тие клетки содржи помало количество или концентрација на хемоглобин и затоа доаѓа до анемијата. Важна е вкупната маса на хемоглобин што се разнесува низ со црвените крвни клетки во циркулацијата. А ако таа маса на хемоглобин е намалена, тоа е она што доведува до недостиг на кислород. И затоа проблемите кои што се јавуваат кај анемијата се јавуваат од сите органи и системи, бидејќи крвта го носи кислородот апсолутно до сите органи и ткива. Значи, целиот организам е всушност засегнат од овој проблем. Апсолутно. Сега нивото на хемоглобин кај мажите и кај жените е различно. Малку, не премногу. Ќе појасните колкави се тие вредности, но еве ние што издвоивме, нивото на хемоглобин од што се зависи. Можеме да го погледнеме првиот факт за денеска, тој гласи возраста, полот, тромесечие од бременоста, надморска височина и цигарите. Ќе започнеме со полот. Машки и женски пол. Колку жените треба да имаат хемоглобин, а колку мажите? Мажите сметаме дека средна вредност околу 140 или 50, кај жените меѓу 120 и 140 сметаме дека е нормално. Меѓутоа, тоа е мала, така наречена физиолошка разлика. Така да во тоа нема нешто што ние не, кога ќе видиме една крвна слика, не е гледано во тоа дали е маж или жена. Бидејќи речиси, двата пола имаат прилично задоволителни нормални вредности, а тоа е над 120 грама хемоглобин. Што се однесува до тромесечието. Да започнеме со возраста. Возраста кај деца е пониска вредноста и затоа кога ќе ме прашаат луѓе за детето има малку послаба крвна слика, викам прво треба да знаете дека за деца важат малку помали, пониски вредности. Друго дека сепак постои педијатриска хематологија и дека моите колеги од педијатрискиот дел на хематологијата ги изгрижуваат тие. сегмент. Да.
А кај возрастните лица, кај постарите? Кај возрастните се овие вредности за кои Значи, што се истите разговараме, вредности што ги 120, напоменавте. 140, така. Следно не е тромесечие од бременоста. Бременоста не го сметаме за патолошка состојба, значи по дефиниција во сите учебници викаме секоја бремена жена најверојатно барем во последниот триместар од бременоста ќе развие недостиг. Најчесто се работи за железодефицитен тип на анемија, бидејќи бремената жена води грижа или снабдува со крв две циркулации, и својата и таја на плодот. Така да тоа е некакво природно паѓање, што се вика, на нивото на хемоглобинот, и тоа се одржува до првите 3 месеци од лактацијата, од после породувањето. Меѓутоа, колегите гинеколози тој проблем извонредно добро го познаваат, така да речиси на сите жени во последниот или во последните 2-3 месеци од бременоста им препишуваат препарати на железо, ако констатираат дека тоа е причина за анемијата, така да без проблем се завршува до крај бременоста и првиот период на лактацијата. Професоре, кога бевме деца и доколку бевме слабокрвни, ни советува, односно ги советува нашите родители да не однесат на планина, за да ни се подобри крвната слика, односно нивото на хемоглобинот. Зависи ли хемоглобинот од надморската височина? Зависи обратно пропорционално. Значи, вие кога ќе отидете во планина, имате помало поразреден воздух, а со самото тоа и помало количество на кислород. Што значи со нормална циркулација и со нормална крвна слика послабо го снабдуваат организмот. Меѓутоа, пониското ниво на кислород во воздухот делува како стимуланс. Нашиот организам реагира на сите надворешни дразби, вклучително и на помалиот притисок на кислородот, така да тој во таква состојба создава повеќе крвни зрнца или поголема маса на хемоглобин. Така да тоа е природен стимуланс да ја зајакнете крвната слика. Тоа е исто како и еритропоетина што се користи кај бубрежните болни, и тоа е исто стимулација за производство на црвени крвни клетки. Меѓутоа, тоа трае додека трае провокацијата. И потоа? Црвените крвни клетки имаат свој живот, своје траење, и тоа се мери во месеци, значи 90 до 100 дена. Така да после тоа новото количество што ќе создава кога веќе ќе избегнете од провокацијата на високата надморска височина, ќе создава со нормална динамика. Значи повторно може да си се врати проблемот доколку е присутен, откако ќе се вратиме? Ако имаме проблем, тоа значи дека веќе нешто недостасува за изградба на црвените крвни клетки, односно за хемоглобинот. Така да тој дел не може да го стимулирате ни на голема надморска височина. Значи, ако ви недостасува градежен елемент за црвените крвни клетки за хемоглобинот. А ако нема што да го направите, џабе е стимулацијата на висока надморска височина, бидејќи нема да имате составни елементи за изградба на еритроцити. Ова важи само за тие што конститутивно, да речеме, имаат послаба крвна слика, па може еден период да се стимулира тоа. Одиме понатаму, цигарите се тука како некој фактор кој што влијае на хемоглобинот. Знаеме дека пушењето е штетно за целокупното здравје, но каква улога има во однос на хемоглобинот? Ако знаеме сите дека цигарите штетни, прашањето е зашто доктори пушат. Меѓутоа, цигарите се во контекст на белодробна состојба. Сите размени на гасови во организмот се случуваат преку белите дробови, значи таму се внесува кислородот и таму се изнесува јаглеродниот диоксид. Оштетеното белодробје, дали е тоа од цигара или од друга болест, рестриктивни, хоб и така натаму, немаа таква способност да внесуваат доволно кислород. Уште, ако пациентот е и анемичен, значи не доаѓа до анемија заради тоа. Меѓутоа, недоволно кислород се разнесува, бидејќи едноставно пропустливоста на белите дробови за кислород е намалена. Така да и да имате нормална крвна слика и нормален хемоглобин, нема да имате доволно кислород да се разнесе по организмот. Тоа е создавање на вештачки недостиг од кислород. Не е заради анемијата, тоа е заради состојбата на белите дробови. Одиме понатаму, кои лица се всушност, односно кои категории на лица имаат поголема шанса да развијат анемија, и тука имаме уште еден факт кој што ќе го погледнеме, а професорот ќе го искоментира и вели, тоа се вегетаријанците, трудниците и доилките, лицата кои страдаат од физиолошко губење на крв, професионални спортисти, пациенти со хронични и акутни форми на одредени болести. Ќе започнеме редоследно, професоре, на кој начин исхраната влијае врз крвната слика?
врз анемијата? И дали оние кои што се хранат исклучиво со растителна храна имаат поголем проблем да го искористат железото од растителните извори, отколку пак да речеме оние кои што се хранат со животинска храна? Нема да најдете многу железо во растителниот начин на исхрана, бидејќи би требало да изедете околу 3 кг спанаќ дневно за да ги задоволите потребите. Ми кажа пријатели и луѓе што се бават со нутриционизам дека постои еден производ кој што може по количество да го изедете доволно, тоа се црните морски алги. Меѓутоа тоа во нашата исхрана го нема, го има кај источните народи многу, во Јапонија и така натаму, меѓутоа кај нас не е многу застапено. Така да тоа може да го земете за компензација. Меѓутоа, вегетаријанци има два вида. Едуцирани и неедуцирани. Едуцираните се оние кои што знаат дека заради невнесување главно на месо, кое што е најбогатиот и во најдобриот облик содржи железо кое што може да ни треба како на организам. Ако се тие едуцирани вегетаријанци, они знаат дека не го внесуваат тоа железо во доволно количество, односно практично воопшто, и тие земаат суплементи на железо. Меѓутоа, тоа не е терапија, тоа не е здравствен проблем, тоа е начин на исхрана и стил на живот кој што треба да го компензирате со она што ви недостасува. Состојбите во кои што се јавуваат проблеми кои што бараат лекарски интервенции, тоа се практично во 9 од 10 случаи тоа се жени во репродуктивен период. Тука има еден проблем кој што треба да се сфати, дека секоја жена практично го познава само својот циклус, дека тоа не се работи кои што се споредуваат меѓу две жени. И на една жена кога ќе дојде и кога ќе прашате зошто сте слабокрвни, дали крварите некаде, сите викаат не, бидејќи динамиката на крварење, траењето на крварење за нив е нормално. Откако знаат за себе, тоа е нормално кај нив. Меѓутоа, веројатно е дека тие крварења или се подолго траени, или се пообилни. Или истрпувачки се така. И тие се всушност физиолошки, така? Тоа се физиолошки, меѓутоа физиолошко губење крв. Секој пат кога или траењето или квантитетот на крварењето ќе го надмине она што го имате како резерви, тогаш веќе станува патолошка состојба и тогаш бара лекарска помош. Тоа значи дека жените физиолошки се попредиспонирани за анемија во споредба со мажите? Да, има два фактори тука. Што мажите, ако немаат некој извор на крварење од тип на хемороиди или чир на желудникот или нешто, жените имаат постојани крварења. Барем 40 на години, веројатно од својот живот имаат сигурно крварења кои што се мали, не се тоа обилни крварења, освен ако не се работи за некој поголем проблем гинеколошки, мали крварења, меѓутоа се редовни. И бидејќи најголемите резерви на железо во организмот на човекот ги има во мускулната маса и во црниот дроб, а кај мажите е поголема мускулната маса и те имаат повеќе резерви, такви евентуално мали крварења кај мажите од хемороиди може да се компензираат подолго време отколку обилните менструации кај жените. Бидејќи ова е хронично губење на крв, кај физиолошкото губење на крв, кај исклучително силните менструации, дали жените чувствуваат некакви симптоми или пак нивниот организам успева да се навикне на оваа состојба? Сите пациенти со мали крварења, меѓутоа редовни и подолго трајни по време, се навикнуваат многу. И тоа представува сериозен здравствен проблем, бидејќи се многу мали губитоците, бледењето кое што некој од вашите од околината би го забележал, не е толку забележливо бидејќи случува во многу долг временски период. Вие го споредите фотографија од еден човек пред 2 години и сега може да ја приметите таа разлика, меѓутоа гледајќи го секојдневно човекот не може да направите таква разлика од денес до утре, до заутре и така натаму. Така да многу често сум видел пациенти кои што, например, имаат половина крвна слика, меѓутоа доаѓаат со помош од двајца кои што ги држат, бидејќи тој пад на крвната слика настанал нагло, за разлика од жени во репродуктивна возраст кои што ќе ми дојдат со 1/3 или 1/4 од нормалната крвна слика, доаѓаат сами, нормално разговараат, расположени се бледи, да. Меѓутоа се случува. Така да тој феномен на адаптација ги прави луѓето практично да не обрнуваат внимание на нешто што им се случува, а тие го забележуваат тоа. Тоа е неможност за обавување на секојдневни работи на кои што се навикнати дека ги обавуваат, лесно заморување при помали физички напори, губење на концентрација. Тоа е еден дел што го занемаруваме, значи така наречените когнитивни способности, највеќе го кажувам заради мајки кои што ги караат своите деца во школа ако не учат, а не им проверуваат крвна слика. Така.
бидете убедени дека се може да има слабокрвни. објективна причина зошто вашето дете не може нешто да научи, а тоа е бидејќи му е смален опсегот и можностите за расудување и за учење поради послабата крвна слика. Значи, патот на концентрација директно е поврзан со анемијата и секогаш треба да се посомневаме на еден ваков проблем, да се направи една крвна слика, да се потврди или пак исклучи проблемот. Ќе се задржам уште малку на жените во репродуктивниот. Уште нешто да ви кажам, ова сега ќе го искористат децата, ќе ви кажат. Може да сум слабокрвен, па затоа имам единици во школа. Може би нема да кажат за да не им се направи крвна слика, не сакаат боцкање многу. Професоре, што е со жените кои што се слабокрвни? Каква е нивната менструација? Може ли да биде многу посилна од нормално, да биде пообилна или пак да ја изгубат сосема? Што се случува кога се слабокрвни? Прво треба да се открие причината за тоа. Дали е тоа една иста динамика со која што таа жена го има циклусот уште од својот почеток, или има проблем со тоа што поедини циклуси, например, се преобилни или предолго траат. Значи, секој пат кога го решаваме проблемот на слабокрвноста, лесниот дел е да се поправи крвната слика. Тешкиот дел да се открие причината за анемијата. Причината лежи или во гинеколошка состојба, или во гастроентеролошка состојба, односно крварење од системот за варење на храната. Затоа тука соработуваме со нашите колеги од дигестивна хирургија, од гастроентерохепатологија и секако со гинеколозите, бидејќи тие треба да проверат причина за ваквото крварење. Кај гинеколозите многу често се јавуваат миоми. Тоа се бенигни израстоци на мускулното ткиво на матката и тогаш тие одлучуваат дали тоа треба и како да се третира. Третманот на анемијата останува безуспешен ако не елиминирате причината. Тоа е систем на сипување вода во избушена кофа. Колку год да сипувате, таа пак ќе истече. Значи, елиминирајте причината и компензирајте го недостигот, кој што е најчесто од железо кај овие пациенти, и тогаш се ќе биде. Значи, забез да се земаат железни препарати постојано доколку не се елиминира причината што доведува до негово губење? Има две опции, или да земате доволно препарати да се поправи крвната слика и повторно да се јави бидејќи причината не е елиминирана. Меѓутоа имате ретки случаи во кои што колку год да земате железни препарати не може ни да се поправи крвната слика бидејќи интензитетот на крварењето е поголем од она што секојдневно организмот може да го направи како нов хемоглобин. Така, доаѓаме значи до пациенти со хронични и акутни форми на одредени болести. Какви сега тие крварења може да бидат? Хемороиди? Тука не се работи за крварење. Не? Постои категорија на анемија која што се вика анемија кај хронична болест. Кога велиме хронична болест, најчесто мислиме на бубрежните болни, меѓутоа сите малигни заболувања, Карциноми? сите системски заболувања, сите автоимуни заболувања имаат друг проблем кој што прави анемија. Во организмот во црниот дроб се синтетизира еден така наречен хормон хепцидин, кој што е важен за железото кое што ние го внесуваме со храната да може да се употреби натаму, да се пренесе низ клетките од системот за варење, низ цревата, да влезе во органите во кои што или се создаваат нови крвни клетки или да стави во резерва. Тој транспорт во клетката од трактот за варење на храна до потребните органи за нивно создавање на нови клетки го прави хепцидинот. Кај сите и акутни воспалителни, меѓутоа и кај сите хронични заболувања од овие категории што ги наведовме, нивото на хепцидин е зголемено. Добро. Кога е зголемено нивото на хепцидинот, тоа е стимулацијата што делува, тој го блокира транспортот на железото. Ако го блокира, вие ќе имате дури и нормална вредност на резервите на железо, што е најдобриот параметар за проценка. Не е серумското железо најдобриот параметар, бидејќи серумското железо, ова што го има во циркулацијата ќе се потроши, хепцидинот ќе блокира нов внес, тој пациент има нормални резерви на железо, што значи во нормална ситуација би повлекол од таму железо, сега не може, и затоа железото не треба да се зема како параметар. Дефиницијата на анемијата постои, бидејќи нивото на хемоглобин ќе падне, меѓутоа заради хепцидинот не може да го третирате овој пациент со орални препарати, со препарати на уста со железо. Но на пациенти со карциномни заболувања понекогаш им дава дури венозно железо во ваква ситуација. Што значи тоа не треба да се практикува? Венозното железо може да се ресорбира до одреден степен, бидејќи тоа практично директно со крвта ќе се разнесе до некои органите. Меѓутоа никој пат не може да очекувате дека ќе биде потполно нормално нивото. Затоа во медицината викаме дека ефтините работи се обично не се ефикасни, меѓутоа што се однесува до третманот на железодефицитната анемија,
таа се лекува точно со орални препарати. И овој тип на проблем со хроничните болести не може да се надмине со нормалниот начин на субституција на железо. Професоре, за време на ковид пандемијата знаеме дека кај сите пациенти паѓаше железото. Исто така кај лица кои што прележуваат одредени вирусни инфекции, бактериски, понекогаш паѓа железото. Тоа е ова Зошто? состојба Истото која е што ова ви што го кажа. Ова е објаснивте. хепцидин. Значи, хепцидинот ќе се зголеми и тој го блокира транспортот на железо. Тоа е новото железо. Значи дури и кај инфективните заболувања, кај вирусните заболувања истиот механизам функционира. Јакотните воспаленија исто ќе го дигнат нивото на хепцидин. Значи тоа може да го користите како мерило за тоа дали имате некаков проблем во организмот. Значи диагностичка алатка може да биде? Па може да биде, макар да не го Еве да користиме речеме за за тоа. карцином. Ако има некоја Нема потреба, тоа Нема веќе потреба. знаете. Значи мислам, ако не знаете дека има карцином, вака само знаете дека има некаков проблем, а не знаете што е. Меѓутоа, хепцидинот кој ќе порасне, она што е останато циркулира железо, циркулаторното железо ќе се искористи за правење на еритроцити. Меѓутоа, ако е хронично заболување и нивото на хепцидинот стои високо, тогаш не може да се повлече од резервите веќе. И затоа нивото во серумот ќе падне кај железото. така. Меѓутоа, тоа не значи дека тоа е причина за анемија. Тоа е едноставно потрошување. Откако ќе оздравиме, кога вирусната Откако ќе инфекција ќе се оздравиме, смири, се ќе се нормализира. Хепцидинот ќе падне и тогаш или Значи нема организмот потреба ќе си креvaње повлече. паника во тие моменти додека сме болни, па пиење Нема мултивитамини, серум. Нема резон воопшто да правите крвна слика во таква ситуација, бидејќи крвната слика не е таа што е заболена. Заболена или некој дишен орган, или нос, или синуси, или нешто друго, или пролив, или таква работа. Значи треба да го лечиме тоа што е проблемот. Ова е последица. А што е кај мажите кои што имаат ниско ниво на железо, а немаат некоја хронична болест? Што советувате кај нив? Што треба да се испита? Сите имаат. Во колку што години работам хематологија, Нема пациенти кај с два хронична пациенти болест. не сме успеале да докажеме од каде. Иако е перфектно јасно дека од негде се губи крв. Тука нема никакви дилеми. Обично Таа е каде се губи, во дебелото црево, во каде? Најчесто на два начина. Значи 90% се Желудник. жени кои што ги губат со гинеколошките крварења. Мажите, бидејќи таа можност ја немаат, го губат од системот за варење на храната. Тие што знаат дека губат, например, преку мокрачета и такви работи, тоа е веќе јасно, тоа е видливо и тоа го знаат. Најтешката ситуација за разговор со пациенти е мажи пациенти кои што викаат дека не крварат од никаде. Добро, имате хемориди? Имав, ама сега немам. Како ги излечивте? Не сум ги лечил. Хемориди имате или немате. Тоа не е работа што е као настинка. Денеска имате, па утре ја немате. Ако еднаш сте развили хемориди, а не ги лекувате, тие ќе ги имате постојано. И од тоа крварите, и тоа крварите помалку и невидливо. И тоа прави анемија. И тоа е перфектно јасно. Тука нема никакви мистерии, никакви дилеми. Значи, ако кај сите пациенти има извор на крвозагуба, тој само треба да се најде. И тоа е колегијалноста и знаењето на нашите колеги гастроентеролози, дигестивни хирурзи и гинеколози, кои што знаат каде да ги бараат и каде да ги видат овие промени кои што прават крварење. Значи една колоноскопија, гастроскопија Секако. ќе даде одговор за Нашите проблемот. пациенти така завршуваат со препорака да се јават на дигестивен хирург или гастроентерохепатолог, жените прво на гинеколог, бидејќи тоа е најчеста причина, за да се дефинира и да се санира изворот на крвозагубата. А додека се санира сето тоа, давате во меѓувреме некаква терапија? Кај жените без никакви дилеми може да почнете со терапија со железо на уста, кај мажите малку, мислам, кај мажите и кај жените кои што имаат проблеми со системот за варење на храна. Меѓутоа, ако знаете, например, дека пациентот има чир, улкусно заболување на желудникот или на дваен-стопалошното црево, препаратите на железо на уста може да делуваат иритативно. Така да може да не ги поднесуваат малку и може да придонесат се крварење. Така да кај нив внимателно, може би со проба, ако ги поднесувате добро и ако има корекција, окей. Меѓутоа, ако не ги поднесуваат добро, тогаш е пожелно да се помине или на венски или на мускулен препарат. Мускулните и венските препарати не се дават по желба, ниту на пациентот, ниту на лекарот. Некој смета така побрзо дека ќе се опорават. Таа илузија е како на вашата кола на место 20 литри бензин да ставите 120 литри бензин, таа не може да оди побрзо заради тоа. Динамиката на создавање на црвени крвни клетки и хемоглобин има максимум.
Не може да ја направи може да ја колата забрзаме. побрзо заради поголемото количество бензин, не може ни еритропоезата или создавањето на нови крвни елементи да го забрзат. Тоа е демагогија. Пациентот се боцка, го боли и крвната слика се коригира во истиот временски период како да пие на уста. Орално. Така да тоа е Убаво демагогија. што ни го појаснивте, професоре, ќе ги поканим и гледачите да се вклучат во денешната емисија. Наскоро ќе го видите телефонскиот број на екранот. Професор доктор Оливер Карамфилски, хематолог од Универзитетската клиника за хематологија, е гостинот во студиото на Телма, кој дава одговор на сите наши прашања, но секако и вашите прашања, почитувани. Професоре, споменавте некои од симптомите кои што се поврзани со анемијата, концентрацијата ја наведовте, но има ли некои што се не толку типични, а се сепак врзани? Сите се нетипични. Сите се нетипични. Сите се нетипични. Да речеме, може ли косата да ни паѓа или да имаме срцебиење, нешто такво? Јас се надам дека веќе тоа не се случува, бидејќи, како да ви кажем, анемијата се врзува за земји од третиот свет, за неразвиени земји. Меѓутоа, тоа кај нас одавна веќе не е случај, заради неисхранетост и такви работи. Кај нас веќе се гледа, нели, дека добро јадеме сите и покрај кризниот период. Така да не би требало да се дозволи да стигне до таму да она што го викаме кожни аднексија, тоа се ногти и коса, почне да трпат последици. Бидејќи нивото на анемија би требало да го откриеме во зачеток некаде, во првиот сегмент, а промените на ноктите и на косата се оние што доаѓаат од многу долготрајно постоење на анемија. Имаме некога на линија или? Не, погледнав да не имам се уште не. Значи, не би требало да стигне до таа состојба за да диагностицираме анемија. Меѓутоа, во сите учебници јасно пишува, не постои прашање, не постои одговор, не постои симптом кој што може да го разговарате со пациентот или на преглед да го најдете, да каже, аха, ти имаш анемија. Пациентите знаат да дојдат затоа што ќе бидат однесени, например, во акутна кризна состојба на клиниката или на оделение за белодробни болести, бидејќи се задишуваат, не можат да дишат, тешко дишат. Додека исклучите дека се работи за некакво белодробно заболување, а направите крвна слика како рутинска работа, ќе видите дека нивото на хемоглобинот е ниско, тогаш е јасно зошто има дишни проблеми. Истата ваква ситуација се јавува со кардиоваскуларни, со срцеви проблеми, забрзана работа на срцето. Тоа е само компензација за ниската крвна слика. Не кај сите, кај пациентите што се анемични и има срцебиење од причини кои што се срцеви. Меѓутоа, некој пат анемичниот пациент прво ќе пројави срцева симптоматологија. Така да, затоа не постои ништо што е, аха, ова е баш анемија, туку многу различни манифестации на анемијата сепак ќе дојдат до диагноза. А може ли да имаат некаква улога некои витамини или пак минерали што се дефицитни? Имаме гледач на линија, професоре, сега го видов знакот да му дадеме предност, па потоа детално за витаминот B12 ќе проговориме. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во програма, сте, повелете. Благодарам. Имам прашање, се јавам од Битола. Така. Имам проблеми со крвта, со црвените крвни зрнца. Се лечам на хематологија од 2013. Така. Би праја диопсија на полкоите и на градите. Не ми прајдела ништо дошто се ствара слабокрвност кај мене и ми дадоа да пијам декортин, фолна киселина, B12, ги пијам цело време и дојдов до степен да се правам операција, ми го јаде колко левио и сега сум моментално оперира на 14 октомври лани и сега сум се уште не можам да се движам комотно. Ме го молам докторот да ми каже што може да се случи. Професор, имате некој подпрашање или? Тромбоцидите ми се стално испод 100. Секој месец спам контрола, 80, 70, 48, 50, 60. Го молам да ми објасни. Така, за што се работи? Ви благодарам за вклучувањето во програма, ако можете вака телефонски за еден сложен случај. Можеме, бидејќи ги гледаме овие пациенти. Значи, ако главниот проблем бил во тромбоцитите и кортикостероидите, односно декортинот е приман заради тоа,
примарното заболување е бројот на тромбоцити, а не на црвените крвни клетки. Аха. И тогаш се работи за така наречена тромбоцитопенија. Факт е дека знаеме дека заради долготрајната употреба на кортикостероиди може да се јават проблеми со коските и тоа е веројатно причина зашто се оперирани колковите. Меѓутоа тоа е нешто, како се вика, меѓу две зла морате да изберете едно. Да оставите тромбоцити да паднат не може, бидејќи ќе дојде до фатално крварење, тоа е многу јасно. Не се јават сите овие проблеми, не се јават кај сите пациенти, меѓутоа кај овој пациент што се јави да. Значи, проблемот со коските и со колковите може да биде причинет од терапија, веројатно и од години и од се друго кај пациентот, меѓутоа да биде и натаму малце подлабочен со терапијата што ја прима. Меѓутоа сметам дека основното заболување не е во црвените крвни клетки, туку во бројот на тромбоцити кои што ако е под 100 бара терапија, макар да без крварење се уште ги обсервираме пациентите, меѓутоа бидејќи не ја знам дијагнозата, не можам конкретно многу да кажем за овој пациент, меѓутоа по она што ми каже, звучи дека се работи за тромбоцитопенија која што мора да биде лекувана со кортикостероиди. Важно е да се види во состојбата црниот дроб каков е, бидејќи од таму има нешто што може да го зголеми бројот на тромбоците ако нормално функционира црниот дроб. Ако црниот дроб е оштетен, тогаш е јасно дека има и друга причина за бројот на тромбоцити. Уште двајца гледачи очекуваат вклучување. Добар ден за првиот од нив. Ало, добар ден. Повелете. Јас само би сакала да го поздравам професорот. Тој ќе ме препознае по гласот и да му посакам добро здравје на него и на неговата фамилија и да му порачам дека е тој нашиот ангел на оваа земја овде, под ова небо и нашиот спасител, тој знае како. И тоа што ќе го каже овој професор Карафилски и Господ, тоа е тоа. Ви благодарам. Ви благодарам за вклучувањето. За гледачката Б. Да го слушнеме следниот гледач. Не секој пат нашата работа е толку убава, за жал, меѓутоа таму има многу лоши болести. ова е полесниот со слабокрвностите. Добар ден за следниот гледач. Ало, Повелете. веќе да причекам таа. Ве слушаме во програма сте, повелете. Само ќе ве замолам, господине, намалите го тонот на телевизорот, за да можеме нормално да комуницираме. Ве слушаме, повелете. Ало, Не можеме да се слушнеме очигледно со гледачот, може во режија да му Добар објасните. ден. Ве слушаме, повелете. ало. Ништо од режија ќе ве замолам, објаснете му на кој начин да се вклучи, за да можеме да продолжиме со денешната емисија и во интерес нели на времето. Професоре, да ни појасните каква е улогата на витаминот B12 и фолната киселина. Еве првиот гледач спомена дека земал таква терапија. Дали сите пациенти со анемија е пожелно да ја земаат оваа терапија или не? Не. Знаењето на хематологот се дефинира по тоа дали може да дефинира опсег на болест. Кога на еден пациент ќе му дадете се што знаете дека може да биде причина за анемија, тогаш вие не сте дефинирале каков е типот на слабокрвност, туку сте ги покриле сите можни опции. Тоа е како да ви кажем, да за наводнување на едно цвеќе да молите да паѓа дожд у градот. Тоа е претерување и тука нешто не било јасно. Или значи не е јасна причината или не можело да се дефинира. Или пациентот веќе земал терапија па не може да го дефинирате. Витаминот B12, витаминот B6 се важни, меѓутоа се важни за еден тип на анемија, а тоа е за мегалобластната анемија. Значи, мора да постои недостиг на витамин B12 за пациентот да биде лекуван со B12. Тој тип на анемија е всушност поврзан со недостигот на овој витамин, така, на B12. Само на витамин B12. И само таа форма на анемија. Да. Е поврзана со Тоа е мегалобластен тип на анемија. Ги има повеќе од 400, се како што јавува, видов. Така. Недостатоци се базично два. Меѓутоа другите елементи не се толку важни. Они учествуваат во изградбата, меѓутоа не сум сретнал во учебници дека може, не знам, заради магнезиум да се јави анемија. Тоа е не многу веројатно. Имаме се уште некои? Уште двајца. Ајде се надевам овој пат дека успешно ќе се вклучат во програма. Веднаш да појаснам дека треба да биде тонот на телевизорот намален за да можеме флуентно да разговараме. Добар ден за првиот гледач. Ало, добар ден. Повелете. Јас имам проблем со бубрежите. Па прашам докторот
некогаш темно крвара, а мокрам, дали нешто е сериозно или Така, вашиот Кој е проблем е проблемот? нефролошки е вашиот проблем, Јас професоре. спомнав можности за можноста крварење, за крварење. меѓутоа ова е примарно бубрежно заболување. Значи крварењето е само последица. Треба да се знае какво е бубрежното заболување и дали тоа нормално резултира со крварење или е случајно кај пациентка. Значи потребно е преглед кај нефролог. Апсолутно. Ајде да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Јас сум гледач. Само од режија ќе замолам малку погласно во студио. Јас сум гледач од Швајцарија. Тука Добра. живеам и тука се лекувам од анемија или од железо. Од тоа што ми фали железо во крвта. Сега, 2 години тоа го имам веќе, редовно по 2 пати најмалку годишно примам железо преку трансфузија, преку вена. До кетица. И се осеќам добро. Бил сум 2 пати веќе на испитување, докторите во Швајцарија тука кај што ме лекуваат не можат да ми пронајдат од каде ја губам крвта. Имам испитувано гастро 2 пати и оно како се вика колоноскопија, не знам како се вика. Така. И на тоа сум испитуван, не може да утврдат од каде се губи крвта. А иначе сум лекуван од карцином на хранопровод, излечен сум и сега на крај утврдија дека због навидност, због таа операција, због тој карцином не можело да се задржи железото кај мене и така останува. Прашањето е како ќе биде понатамо. Дали ќе Докторот треба вика- и понатаму редовно да примате трансфузија за да како што разбрав трансфузија примате, така? И ја така разбрав, меѓутоа Трансфузија, значи крв примате, така како ве разбрав? Железо. Ви благодарам за вклучувањето. Повелете, професоре. сме станали интернационални, значи. Прво, ваков начин не е лекување. Значи, ова е нешто што е перфектно јасно дека не е дефинирано. Терапија со трансфузија е нешто што давате кај човек на кој што му се заканува шокова состојба. Тоа значи ниво на хемоглобин кој што прави проблеми со забрзување на работата на срцето, со тешко дишење и со пациент кој што ќе ви отиде затоа што има многу ниска крвна слика. Меѓутоа, тоа обично се случува кога е нагло крварењето. Ова, со еднаш годишна трансфузија да коригира крвна слика, тоа е апсолутно надвор од сите медицински учебници. Тоа никој не прави. Тоа значи дека нити е дефиниран типот на слабокрвноста, нити е дефиниран изворот на крвозагуба ако се работи за железодиагностик, за недостиг на железо. Ма историјата на моите колеги не е мала. Колегите мои од гастроентерологија, од дигестивна хирургија мора да направат и колоноскопија и гастро. Повторно Скопје. треба да направат. Повторно треба да направи. Последниот податок што ми го каже за карцином на езофагусот, на хранопроводот, тоа стои. Меѓутоа, тука ми недостасува податокот дали и колкав дел од системот за варење на храната е отстранет со операцијата. Бидејќи, перфектно е јасно дека ако отстраните дел од желудникот, кај што се ресорбира, кај што се користи железото, од таму почнува неговата употреба за нашиот организам. Ако тој дел кој што е критичен за така наречената ресорбција на железо отстранет, кај него давање на орални, на уста препарати на железо нема никакво значење. Тој не може да го ресорбира тоа железо и кај овие пациенти терапијата што се дава со или мускулни или венски препарати на железо. Сигурно е дека на таков начин може да се коригира нивото и крвната слика, меѓутоа колку често и колку долго е јасно, тоа ќе биде доживотно. Меѓутоа ќе биде веројатно еднаш на месец до 2 давањето. Ова важи и за витамин B12, бидејќи двата елементи се ресорбираат во истиот дел од системот за варење на храната. Каде се ресорбираат? Во кој дел? Крајниот дел од желудникот и почетниот дел на 12-палаточното црево. Тој е регион од системот за варење на храна кој што обично се отстранува при постоење на масивни заболувања од типот на чир на желудникот или на 12-палаточното или на карциноми на желудникот. Секој хирург кој тоа ќе го направи, треба да му каже на својот пациент дека после 2 до 3 години, кога ќе ги потрошат овие пациенти резервите и на B12 и на железо, ќе стане слабокрвен. И за нив е задолжително, доживотно,
компензирање на овие недостатоци со инекции на B12 на железо. Имам уште еден гледач, да му дадеме предност. Секако. Добар ден. Ало? Повелете, во програма сте. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушаме, повелете. Се јавувам од Кочани, сакам на професор да му поставам едно прашање во врска со мојата керка. Таа има ретка болест, таласемија, и сме сега моментално веќе години одиме во Скопје на хематологија и прима само филтрирани еритроцити. Покрај операцијата 2012 година што отстранихме слезина, така ни рече професорот дека ако отстраниме слезината е кривец за тоа што ги скопира покрај оние потрошените еритроцити и здравите, не постигнавме некој успех. И сакам да прашам професорот дали постои нешто со детално испитување да видиме кривица која е причината за да стално хемоглобинот паѓа, односно и трененото крвно зрнце се губи, за она стално приема во Кочани, понекогаш и повеќе пати во Скопје примаме филтрирани еритроцити и така ја одржуваме. Дали цел живот таа треба да прима само трансфузија, односно филтрирани крвни зрнци? Само кажете ми уште колку години има детето? Таа е сега возрастна 26 години. Што значи веројатно дека сега доаѓа кај нас на клиника. Така, ви благодарам за вклучувањето, повелете. Исто така, нема никаква мистерија. Ова е перфектно јасно што е. Се работи за генетско заболување, кое што е наследено. Или се работи за нова мутација. Значи, најчесто е наследено, меѓутоа кај некои пациенти се случува прв пат да се јави мутацијата кај тој одреден пациент. Тоа е неспособно за создавање на нормален хемоглобин. Тоа е комплекс, протеински комплекс, кој што се комбинира на многу дефиниран начин, меѓутоа кај овие пациенти со генетскиот недостиг практично не се комбинира на правиот начин. Така се формираат така наречени патолошки или нефункционални хемоглобини кои што не се во состојба да пренесуваат кислород како што пренесуваат нормалниот хемоглобин во црвените крвни клетки. И тука нема ништо што е нејасно. За да се дефинира таласемијата, испитувањата се направени. Се прави генетско испитување. Центарот за хемоглобинопатии во Македонската академија на науки и уметности со години го прави тоа како услуга за нашите пациенти сомнителни за таласемија. Ги дефинираме и ако е таква форма да се потребни еритроцити, односно трансфузии кај пациентот, тоа значи дека дефектот е на двата гена, односно дека е така наречена мајорна форма на заболувањето. Во денешно време овие пациенти на многу млада детска возраст се трансплантираат. Ако во семејството има брат или сестра која што не ги наследила двете генетски мутации и нема таква форма на таласемија, тоа е доволно. А ако не, тоаш би требало од несроден дарител да се трансплантира. Ова се многу специализирани центри, не се прави во било кој центар. Италија е многу позната по центрите за трансплантација кај таласемичари. Инаку таласемијата ја има во целиот медитерански басен. Дали се работи за африканскиот или за европскиот дел, тоа не е важно. Околу Медитеранот има многу пациенти со таласемија и во Македонија е една од тие земји кај што има доста изразен процент на таласемични пациенти. Трансплантацијата на коскина На коскина срцевина, нормален да, бидејќи ќе му дадете практично на тој пациент да функционира како кај дарителот. А дарителот, ако нема проблем, да. Таа генетика практично ќе ја надминат. Тоа е многу специфична форма на... И моето последно прашање во денешната телмамбуланта се однесува на исхраната и анемијата. Некои сметаат дека ќе може да го решат овој проблем со промена на начинот на исхрана. На долги патеки, да. Збориме за оние што го направиле недостигот заради лошиот начин на исхрана. Тераписки корекции на анемија со исхрана не може да направите. Или ќе ја направите за 3 години. Значи, тераписки, ако стигнете до тоа да бидете мој пациент, би требало да го почнете со терапискиот начин. Значи, земајте ги препаратите кои што се за тоа, не е никаков проблем, се зема 1 до 2 таблетки дневно, нема никаков сериозен проблем, освен ако не сте многу осетливи на желудникот. А што ако се осетливи пациентите на ако се железните препарати? До таа мерка осетливи, има пациенти што викаат дека повраќаат, уствари, ако разговарате со нив, само малку им се гади и ми смета металниот вкус. Значи, навистина, повраќањето е проблем бидејќи го повраќате лекот. Така. Па не може да делува. Меѓутоа, ако само ви се гади,
а изтрпете една работа 3 до 6 месеци за да бидете добри, а потоа веќе не мора да ја трпите. Сменете го начинот на исхрана во таков во кој што внесувате нормално количество на железо и B12 и тоа е окей. Меѓутоа, тоа се значи дека немате друга причина. Значи, немате гинеколошки проблем, немате проблем со системот за варење на храна. Ако тоа не е проблем, ако само начинот на исхрана бил до тогаш проблем, да, на долги патеки ќе го решите. Нема да ви се повтори. Професоре, многу ви благодарам за вашето денешно гостување и за сите убави појаснувања поврзани со причините кои што доведуваат до анемија, но и начинот на лекување. Секој задоволство. Почитувани, тука го заокружуваме денешното издание. Ви благодарам што не следевте денеска со внимание. Имајте убав ден и гледајте не секако секој работен ден на Телма. Пријатно!